Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме некои болести кои се поврзани со цитокини. И да започнеме. До сега увидовме дека постојат огромен број на различни цитокини кои се создадени од најразлични клетки. И тие цитокини се поврзуваат со рецептори, каде што различни рецептори се наоѓаат на различни клетки, така да што скоро за секој цитокин има соодветен рецептор. И различни рецептори, различни фамилии на рецептори имаат различни начини на сигнализирање. Вред. Односно, имаме еден многу сложен систем на најразлични интеракции кои би можеле да се случат. Така што ние ден денес не го знаеме целиот тој систем како функционира. Но, знаеме дека ако дојде до нарушување во структурата или пак регулацијата на различни делови од овој систем, ќе дојде до најразлични патолошки состојби. Односно, може да дојде до нарушување на структурата на некој од цитокините. Така, например, има генска мутација, така што некој цитокин сега има различна структура која не се совпаѓа со соодветниот рецептор. Или пак, премногу се експресира. Може би сега се зголемила експресијата, или пак воопшто се исклучил тој ген, така што не ни се прави цитокинот. Значи можеме да имаме нарушување во структура или пак експресија. Истото може да се случи и на ниво на рецептор. Различни рецептори можат да имат нарушување во структурата, бидејќи тие сепак се од протеинска природа, така што се кодирани од гените. Ако дојде некаква си генска мутација, генски нарушувања, ќе имаме нарушена структура на соодветниот рецептор или пак ќе се промени експресијата. Може би сега имаме премногу од тој рецептор или пак воопшто го нема. Вред, значи на ниво на рецептор може да се случи истото, а пак на ниво на сигнализирање може да има најразлични промени, бидејќи сепак имаме голем број на протеини кои учествуваат во една сигнална патека, значи тоа не е еден протеин кој сигнализира, него се цела каскада на најразлични протеини, така што ако имаме нарушување во структурата на кој било од тие протеини, ќе настане нарушување на целата сигнална каскада. Вред, значи не може без еден да функционира. Мора сите протеини кои се во таа сигнална патека да се присутни. Така што ако дојде до нарушување структурата или експресијата на кој било од протеините во таа сигнална патека, тоа ќе биде проблем. Вред. И кога ќе се јават вакви проблеми, имаме патологии кои можеме да ги ставиме збирно како имунодефициенции. Имаме најразличен вид на имунодефициенции, но ние нема толку да навлегуваме во тоа. Сега ќе разгледаме некои други состојби кои би можеле да настанат. Првично ќе го спомнеме септичниот шок, кој го разгледавме можеби во видеото за воспаление. Но сега нема да го разгледаме од физиолошки аспект, него само од цитокински аспект. Во ред, септичен шок. Иако денеска имаме големо користење на антибиотици, сепак од некои бактериски инфекции кај некои индивидуи, за неколку часа може да се развие состојба септичен шок, и ова е најчесто предизвикано од бактериски инфекции од следниве бактерии, значи Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterias aerogenes, Neisseria meningitis. И септичниот шок всушност влегува во сепса, така како една група каде што всушност може да настанат и од трауми, повреди, исхемии и некои видови на канцер, но ние ќе се задржиме на тој кој е предизвикан од цитокини, од бактериски инфекции. И септичниот шок се појавува кога имаме, барем од цитокинска гледна точка, прекумерно создавање на одредени цитокини, поточно на ТНФ алфа и интерлеукин 1 бета. Значи, ако имаме прекумерно создавање, многу големо создавање на ТНФ алфа и интерлеукин 1 бета, така што се појавува зголемена телесна температура, фебрилна состојба, зголемена телесна температура, имаме исто така нарушена респирација, значи, да, ќе ставиме како X респирација. Имаме променет број на различни бели крвни клетки во крвта, така ќе бележиме како X крвни клетки. Значи, за тоа е висок број на бели крвни клетки.
проследено со истекување на различни капилари во телото, така значи капиларно истекување. Имаме оштетување на различни ткива, значи ткивно оштетување, зашто се активираат многу неутрофили. Имаме масовно создавање на клоц, односно тромбови, ќе речеме тромбови. Имаме коагулација на различни места, се прават тромбови. Имаме дури откажување на одредени органи. Значи орган failure, односно органи X ќе бележам откажуваат или ко многу тешко работат. Односно се оштетени до многу голема точка. Може би работи дел од органот, но не е доволно. Исто така имаме пад на крвниот притисок, забрзана срцева работа, односно ќе имаме всушност шокова состојба. Значи пад на blood pressure, зголемено heart rate. И интересно е дека оваа состојба може да се третира со антитела, кои може да се додаат моноклонални антитела кои се врзуваат со ТНФ интерлеукин, така што тој да се неутрализира. Така, значи во пациент може да се стават антитела кои ќе се врзат така со ТНФ, ќе бележиме, кои ќе се врзат со ТНФ или интерлеукин 1 бета, така што ќе се неутрализираат, со што најверојатно ќе се спречи или ќе се минимизира септичниот шок. Иначе, прекумерната продукција на ТНФ алфа интерлеукин 1 бета е главно од страна на дендридични клетки и макрофаги. Макрофаги, ќе нацртаме тука на макрофаг, и дендридична клетка. Оваа прекумерна продукција може да биде стимулирана од самите бактериски продукти, најчесто некои липополисахариди, кои ќе се врзат со соодветни патерн рекогнишн рецептори, така значи тоа ќе бидат toll-like рецептори на макрофагот или дендридичната клетка и ќе предизвикаат прекумерна експресија. Но, може да биде предизвикана и од страна на Т клетки, односно Т клетките да ги стимулираат дендридичните или макрофагите со цел да се зголеми експресијата. Значи може и Т клетка така да изврши стимулација врз макрофаги или дендридични клетки. И ова се случува кога имаме присуство на супер антигени. И за ова говоревме во некое си видео, не знам сега кое видео беше точно, но супер антигените беа антигени кои активираа различни Т клетки. Во ред, значи нормално една Т клетка треба да соодветствува со нејзиниот Т клеточен рецептор. Така значи една Т клетка има Т клеточен рецептор кој се соврзува со соодветен антиген, односно со соодветен епитоп на антиген, кој е презентиран на МХЦ молекула. Така да речеме дека имаме МХЦ, дека имаме некоја си антиген презентирачка клетка, но дека го имаме антигенот. И сега нормално еден ТЦР треба да реагира само со еден антиген. Но овие супер антигени можат да го натераат овој Т клеточен рецептор да реагира со кој било антиген. Исто тоа ќе го направат со голем број на различни Т клетки. И ќе се добие еден одговор кој ќе биде од голем број на различни Т клетки. Обично одговорот кон даден антиген опфаќа 0,01% од популацијата на Т клетки. Но во присуство на супер антигени, дури 5% од популацијата може да реагира така врз тој даден антиген, и при тоа е огромен број. Овие 5% ќе стимулираат многу макрофаги и дендридични клетки и ќе се пројави огромна продукција на ТНФ алфа и интерлеукин 1 бета. И овие супер антигени најчесто се некои ендотоксини, ентеротоксини кои произлегуваат од некои бактерии. Односно ги имаме најчесто при некои труења со храна, некои бактериски токсини кои предизвикуваат бактериски токсичен шок. Вредно, значи обично од анаеробни бактерии, например, ако имате некоја тегла конзерва со паштета, и ако е надувана, тоа немојте да јадете, тоа може да биде буквално смртоносно. И интересно е дека имаме исто така преголема продукција на интерлеукин 6. Така, значи, на интерлеукин 6, кога имаме различни видови на канцер. Сега, не сите видови на канцер, некои видови на миеломи всушност предизвикуваат огромна продукција на интерлеукин 6, и тоа автокрино, така што му помага на самиот тумор да расте.
Во ред. Сега ќе разгледаме една студија која ги поврзува цитокините всушност со една од најпревалентните болести на денешното време, односно дијабет. Сега ќе го разгледаме овој текст кој прави поврзаност помеѓу цитокините, односно имуниот систем и дијабетот. И да започнеме. Првично ни кажува дека тип 1, односно јувенилен дијабет, всушност може да има автоимуна природа, така каде што клетките на адаптивниот имун систем ги убиваат бета клетките во лангерхансовите островчиња во панкреасот, така што имаме отсуство или пак многу малку инсулин, така што мора да внесува екзоген, така хормон со цел да преживее. Кај тип 2 дијабет има доволно инсулин во телото, но клетките не можат да одговорат на истиот, бидејќи имаат нефункционални инсулински рецептори или пак се во многу мал број. И како резултат на тоа, кај тип 1 и кај тип 2 дијабет имаме многу висока концентрација на глукоза во крвта, бидејќи не може да премине од крвта во ткивата. Тоа е функцијата на инсулинот, да ги стимулира клетките да инкорпорираат глут протеини, така што глукозата да премине од крвта во ткивата. И ова присуство на многу висока концентрација, односно високи нивоа на глукоза, така во крвта, резултира да таа подлежи на неензимски глукозни конверзии во различни реактивни јаглехидрати. И овие деривати можат да извршат крослинкинг со различни протеини и јаглехидрати на мембраната на ѕидовите на крвните садови и невроните и внатре во екстрацелуларниот матрикс, што доведува до познатите симптоми на дијабет, односно лоша периферна циркулација, правење на плаки во артериите, односно кардиоваскуларни заболувања, така срцеви болести и така натаму. Како што се правеле повеќе и повеќе истражувања, се увидело дека и тип 1 и тип 2 дијабет се на некој си начин поврзани со работењето на имуниот систем, поточно со цитокините. Пробувале да направат некаква си конекција помеѓу воспаление, така inflammation, и метаболичката состојба како тип 2 дијабет. Односно, демонстрирале дека адипоцитите, односно масните клетки, конститутивно, односно постојано експресираат проинфламаторен цитокин TNF-алфа и дека експресијата на TNF-алфа е значително зголемена во гојазни животни, односно дебели животни. И понатамошни истражувања докажале дека исто ова може да се однесува и на луѓе, дека адипозното ткиво кај луѓе било најдено дека конститутивно, односно постојано експресира TNF-алфа и дека нивоата на TNF-алфа опаѓаат кога ќе се снижи тежината, така после слабење. Но тука сепак се потикнува прашањето, како TNF-алфа влие на инсулинската сензитивност? И овдека се објаснува како всушност иде сигналната каскада, кога инсулин ќе се врзен или со соодветниот рецептор. И денеска дека знаеме дека TNF сигнализирањето во адипоцитите инхибира автофосфорилација на одредени тирозински резидуи и наместо тоа фосфорилира серински резидуи. Вред, кај инсулинскиот рецептор и некој си друга адаптерна молекула. И оваа серинска фосфорилација инхибира понатамошна фосфорилација. Така, значи имаш сигнален пат, така, каде што првично имаш тирозински резидуи и понатаму се активираат други протеини каскадно надоле. Во ред, TNF всушност наместо тирозински резидуи да се фосфорилираат серински. Така што целиот пат понатаму надоле е всушност инхибиран, не може да се одвива. Така што преносот, нели, на сигнали од инсулин до внатрешноста на масната клетка, односно адипоцитот, не е масна клетка, е превениран, така не се случува. И денеска е докажано дека всушност и интерлеукин 6 може да има ваква инхибиторна улога врз инсулинското сигнализирање во хепатоцитите, така во клетките на црниот дроб. И интересно е дека оваа намалена ефективност на инсулинско сигнализирање понатаму станува само појачувачки проблем. Односно, самото инсулинско сигнализирање е антиинфламаторно. Вред, така што ако ти го намалиш инсулинското сигнализирање, ти зголемуваш инфламација. Ако зголемуваш инфламација, уште повеќе го намалуваш сигнализирањето. Така што тоа е како еден каскаден ефект. Намалуваш сигнализирање, така имаш намалување на ефективноста на сигнализирањето. Ако немаш сигнализирање, во тој случај не се намалува инфламацијата до толку, бидејќи кога има успешно се намалува.
И така што е една како каскада, како само појачувачки ефект. Но ТНФ алфа и интерлеукин 6 не се единствените кои имплицираат на етиологија на тип 2 диабет. Денеска многу се работи на интерлеукин 17. Нормално не е се откриено, има уште многу работи кои не ги знаеме, но ова чисто наговестува дека има некаква поврзаност помеѓу цитокините и диабетот. Нормално диабетот е прилично комплексна тема може да биде и ова е само како преглед од имунолошка перспектива. Во ред, но потребни се повеќе истражувања. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.